Добар ден за сите оние кои што ќе бидете заедно со мене и Тео во ова денешно издание на Црвена линија. А на самиот почеток ве потсетуваме што не смеете секако вечерва да пропуштите. Вечерва во 19 часот и 15 минути топ тема локални избори 2021 со Наташа Стојановска. А ќе гледате. Жестока битка за Тетово се очекува во вториот изборен круг. Тетовчани треба да изберат меѓу Билал Касами и Теута Арифи. Кој кого ќе поддржи, каков пазар ќе направат партиите во вториот изборен круг за оваа општина. Вечерва во топ тема гостува Билал Касами, председател на Беса и кандидат за градоначалник на Тетово. Теута Арифи, кандидатка за градоначалник од редовите на ДУИ, нема да гостува во емисијата со образложение дека има набиена агенда. А во Црвена линија денес две теми, од која што главната е за енергетската криза, која што тропа на врата. Мерки за ублажување на последиците се ставени на стендбај. А нашата подтема ни е започна скринингот на учениците, за корона на учениците. Скринингот започна, ќе зборуваме и за енергетската криза, секако многу повеќе заедно со вас. Ќе се слушнеме секако традиционално на 02-307-6677. Линијата ќе биде отворена во пристојна атмосфера, без помнување имења и секако не заборавајте точно 120 секунди за секој јавувач. А на почеток да го погледнеме и прилогот од нашата колешка Александра на тема енергетска криза пред портите на Македонија. Енергетската криза тропа на вратата, цените растат, владата вели во избори сме и се е под контрола. Земјите од регионот и светот веќе на големо преземаат мерки да ги заштитат граѓаните од вртоглавиот раст на цената на енергенсите, кои силно удираат и врз цените на храната. Но кај нас други мерки, освен таа за увоз на јаглен за зголемување на домашното производство на струја, ќе нема додека не завршат изборите. Владата гарантира дека цената на струјата за домаќинствата до нова година ќе остане иста. Потоа, ако треба, ќе се реагира. Уверуваат и дека од септември веќе имаме и стабилизирање на цените на мало и на трошоците на живот. А секако и во ова денешно издание на Црвена линија, на наша чест и задоволство, гостин нешто подоцна ќе ни биде и професор доктор Антон Чаушевски од Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Не случајно го поканивме, бидејќи има работено на сите енергетски стратегии во Македонија последниве години, а и учествува во изработката на истите. Токму така, јас сум тука да подстам како може вие се приклучите на нашата емисија во живо на Црвена линија. Ваше мислење да дадете општо за темата за нас, да не поздравите и слично. Можете на Facebook, на нашата Facebook страна Црвена линија, на Messenger да ни пратите ваша порака ако сакате. Исто така на нашите други социјални мрежи на Црвена линија на Instagram и Црвена линија на Twitter, може ако сакате да ни пратите ваш никнейм и ние преку Zoom, Skype да ве приклучиме преку видео повик. И како што знаете, можете и на стариот old school начин да се јавите на 02-307-6677. И кога ќе ја приклучиме, си знаете правилото, со 20 секунди имате и сега да не испаднам лоше тука што ќе ве кратиме, но кога ќе помине времето, тоа е тоа, си знаете. Но ќе ја предупредиме. Така е. Тео ве очекува на социјалните мрежи, особено на видео повик, а сега ќе го искористиме моментот, како и секогаш на самиот почеток, Црвена линија предлага. Штедете струја. Перете, например, секој работен ден, па дури и сабота, а никогаш не пуштете машина, например, во недела. Токму така, и сите електрични апарати си знаете, не еден проложен кабел, ставите ги сите до ен, така најлесно ќе се заштеди. А секако, понатаму одиме со уште нешто што е интересно, а тоа е воведот за нашиот гостин. И сега веќе сме онаму каде што треба да бидеме, како што најавив, чест и задоволство ни е да го вклучиме нашиот денешен гостин. Станува збор за професор доктор Антон Чаушевски од Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Добар ден! Здраво, здраво. Добар ден. Како сте? Да, супер. Да. Ке зборуваме секако со вас не случајно на тема енергетската криза која тропа на вратата на нашата земја.
мерките ни се ставени на стендбај, па еве првото прашање за вас би било енергетската криза, што рековме тропа на врата, тоа е точно, што треба ние да направиме? Да отвориме, заклучиме или Што треба ние да направиме? Па граѓаните како секој потрошувач нормално си трошат колку што им треба, како им треба, сето тоа. Како што рековте, можда треба да штедиме на некој начин, меѓутоа каде да штедиме? Ето, за топлување можда може да се заштеди, ако имаме алтернатива, некој друго решение. Машината, дали што викате, ќе ја пуштиме порано или покасно, таа електрична енергија ќе се потроши. Значи, тука нема. Потрошувачите како потрошувачи, еве можам да кажам наједноставно, не ги интересира дали има криза или не, може да ги интересира цената само каква на електрична енергија, ни од каде доаѓа, ни како се снабдува и тоа е нормално. Како секој производ во продавница, он гледа каков квалитет и каква цена има. Па да реши дали да го купи одреден производ или да не го купи. Така со електричната енергија, значи тоа е една потреба, животна потреба денеска, на обичниот потрошувач, меѓутоа можда проблем ќе дојде за стопанството, за економијата, за услугите, за дејностите кои остваруваат приход на некој начин, а без електрична енергија не се може. Тоа е така кратко кажано, она обично кажано. Те има едно пожешко прашање. Токму така, имаме едно прашање што на секој домакинство ќе го интересира. Ќе поскапи ли струјата, мерките се на стендбај? Што све значи се до тоа? Па за обичните домакинства, значи резиденцијални потрошувачи, електричната енергија нема да поскапи, затоа што сепак е таа регулирана категорија преку регулаторната комисија за енергетика и, како што рековте, најверојатно загарантирана, нели, секој јули месец се менува таа и важи до следниот јули, така би требало и сега да биде, ако нешто не се случи, меѓутоа еве се гарантира оваа цена барем до нова година дека ќе се задржи. За стопанството е друго, многу потрошувачи ги снабдуваат преку така наречени лиценцирани снабдувачи за електрична енергија, како што е Евана, Home, па и уште не знам десетина компании кои се задолжени за снабдување до крајните потрошувачи со електрична енергија. Се очекува дека до нова година нема да поскапи. И јас како што и вие слушате, така и јас тоа го знам. Понатака не се знае, затоа што со вакво зголемување на цените, ако станеат 3 до 4 пати повисоки, 3 до 4 пати повисоки од, да речеме, она што е кај нас, што ја плаќаме, тогаш ќе стане критично, што понатака. Кој можда ќе поскапи, можда не толку многу, можда дел ќе субвенционира владата, се уште не е тоа решено. Професоре, јас барем се сеќавам на недавнешни времиња кога често имаше рестрикции на струја. Да, сега и Швајцарија најавува, дали ние тоа треба да очекуваме и кај нас? Па видете, јас се сеќавам, значи 80-тите години на почетокот или крајот на 70-тите, не се сеќавам, јас бев дете. Мислам дека тоа беше пред да се вклучат термоцентралите во Битола во погон во нашиот систем. И тогаш имаше рестрикции, тогаш ништо не знаев и веројатно тоа беше заради недостаток на електрична енергија. Македонија тогаш не знам, Железара, беа активни многу компании на кои им требаше електрична енергија. Железара имаше некои договори со косовските термоелектрани. Само момент, нешто пишува. Лост. Не знам дали ме слушате. Да, одлично ве слушаме и уште подобро ве гледаме. А дали верувате дека еве тоа може да се повтори, да имаме повторно рестрикции на струја? Да, нешто кај мене пишуваше дека се изгуби врската. Добро, нема, ќе продолжам. Значи имаше рестрикции 80-тите години, се сеќавам, дел населби, не знам денеска Карпош од 5 до 20 сат, од 17 не знам до 24, утре аеродром и така натаму, значи по региони, по реони беше правена таа рестрикција. Треба ли да очекуваме рестрикции сега и во ова време, во 2021? Па, видете како иде технологијата напред, тоа, не знам, рестрикциите никој не ги очекува. Тоа ќе биде едно крајно решение, не знам, крајно решение, неизбежно решение, кое ќе мора да се примени. Не дека ние сакаме, него технички системот нема да издржи. Значи, тоа ќе биде некој крајно решение. Тоа би се случило ако
не дај Боже фати некоја остра зима, нашите капацитети се недоволни, хидроенергија, знаете, езерата ни се празни, термоенергија имаме во, значи, еве, термоцентралите Битола, веројатно и термоцентралата Неготина би можела да се активира, меѓутоа тоа се тие капацитети што ние ги имаме. Имаме секако уште прашања за вас. Сега како што сум информиран, Да. ТЕЦ Неготино ни е за резерва. Дали имаме мазот за ТЕЦ Неготино и колку би чинила струјата? Па видете, ТЕЦ Неготина точно дека е наша ладна резерва, така ја викаме ние, ладна резерва, и таа е во, значи не работи затоа што цената на мазотот е висока и неисплатлива е нормално. Меѓутоа, зошто се вика резерва? Баш при вакви ситуации она може да помогне. Нормално треба да се обезбеди мазот и да се пушти во погон. Нормално прво треба да се провери функционалноста на поедини системи, не знам, котлите, турбината, генераторот, да не навлегуваме во техничките детали. Значи сепак треба да се провери состојбата и веројатно крајна солуција и пуштање во погон на термоцентралата Неготина. Може таа да се пушти релативно брзо, од неколку дена, само да се провери дали е се во ред и да се снабди со мазот. Сега, а цената колкава би било таа термоцентрала? Па би била можда блиску до да кажеме цената што се снабдува на пазарот. Меѓутоа може да се случи, не знам дали се сеќавате, пред некоја година беше некој европско првенство во ракомет во Србија, не се сеќавам која година беше, 2015 или 2017, една јака зима, февруари, па 2-3 недели имавме проблем. Сите околни земји ги затворија своите електроенергетски системи и немаше размена. Значи не можеше, без разлика која беше цената, блиско до денешната, не можеше да се купи. Значи најлоше кога не можеш од каде да снабдиш. Значи најлоше кога нешто немаш. Така, вие по севова гледам дека сте оптимиста и на крајот на денот ќе видиме како всушност ние ќе се справиме, но верувам дека ќе биде добро секако по потрошувачите. Па се надевам и јас дека ќе биде добро, така се надевам дека и еве и ќе се најде решение преку јагленот, мазотот еве за термоцентралата. Да, веќе сме и во очекување така за набавка на јаглен. Еве уште едно прашање врзано за јагленот. Колку тони јаглен се потребни за да се искористат во текот на еден исклучително студен ден како 15 јануари што е на пример? Колку тони на јаглен? Еве, како да кажам, значи, па од прилика за еден блок во исклучително, да речеме, ладен ден, односно кога работи на максимален погон, па би требало да се, трите блока трошат околу 1000 тони на сат. Значи, во еден ден, еве, за еден блок би рекол некаде околу 7000 тони. 7000 тони во еден ден, значи рачунајте тие колку се милион тони, тие би биле доволно за некаде, ајде да кажам, 150 дена на еден блок. На еден блок. Со полна снаг. Да. Професоре, благодарам што бевте дел од Црвена линија, што одвоивте време барем на нашите гледачи, целосно и детално да им се објасни всушност како стојат работите, барем сега за сега, околу енергетската криза, која што не е само проблем овде, туку и проблем на светот. Благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе бидеме повторно заедно во некоја Црвена линија. Одиме со реклами. По рекламите веќе го имаме и првиот гледач за Црвена линија. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден и убав ден. Верувам дека сте добро, па ева, кој е вашиот став, бидејќи енергетската криза е тропа на вратите, а мерките за ублажување, барем кај нас, се уште на стендбај? Значи, сите сме свесни дека моментално е преокупирано целиот медиумски простор со изборите. И едно прашање имам и јас, што така сите не засега. Некој од новинарите, значи, би требало да се засегне и да види значи, што превзема владата во однос на стоковите резерви што ги имаме. Значи, не само за енергетската криза, значи имаме закон каде што има стокови резерви за пчелица, масло и нафта. Значи, владата, односно ние сите плаќаме, мислам дека беше за нафтата околу 2,5 евра од барел за чување, значи они купуваат години назад
складираат и зошто сите тие работи моментално не се активираат, кои што се нормално за вакви потреби, така? Во однос на енергетската криза, како што испомна професорот, намалени се водните ресурси, односно капацитетите на езерата, а свесни сме дека сите ние, значи преку сметките за струја, плаќаме, значи, плюс по договорите за обновливи енергии, односно потоа од буџетот тие пари се распределуваат кон фирми кои наводно произведуваат обновливи енергии. Значи, дали има закон или инспекции кои што ќе утврдат колку енергија е произведено, колку е продадено, значи зошто е потрошено толку, значи, од нашите ресурси и сега ние ќе треба сето тоа да го купуваме по многу поскапи цени. Имате уште 30 секунди, 120 значи, секунди. Јас имам апел до новинарите да земат и да истражат, значи на ваше новинарско истражување, што се случува, колку пари се потрошени, колку има набавено, значи, енергетски и пшеница и нафта и се, колку години, кои се тие фирми што ги чуваат, на кои што владата плаќа, односно тие се не владата, него ние сите плаќаме, и зошто до сега не се предземаат мерки да се активираат, значи да се заштитат и замртнат цените. Благодарам за вашето јавување. Ќе го забележат секако сите оние кои што денеска ја следат црвена линија. А додека сме во очекување на следниот гледач, веќе имаме гледач, ама е активен кај тео на социјални мрежи. Токму така, на нашата социјална мрежа на Facebook, имаме коментар од Ели. Енергетската криза ни е пред врата и сите сме загрижени. Владите веќе размислуваат како да ублажат, а исто така и секој домаќинство. Да се надеваме на потопла зима, на добри заштитни мерки од владата, да си купиме потопла облека и да се навикнеме на долги зимски прошетки. Еви малку шала на наша сметка. Сега секако вие може на нашата социјална мрежа на Facebook да се уклучите и да видите карикатурата, односно вицот на Ели, што можам да кажам смешно и вреди да се пушти да се гледа. А за гледачот сега пак да напоменеме, имате 120 секунди да не испаднеме ни дека сме лоши во кратиме или сето тоа. Знаете, мора фер спрема сите да бидеме. А секако на 0230766777 очекуваме уште еден гледач, а доколку нема, еве повторно од нашата колешка Александра да погледнеме какви сушност мерки се превзедоа во останатите земји. Растот на цените на енергенсите на светските берзи ќе предизвика и корекција нагоре на стапката на инфлација кај нас, велат од Народната банка. Гувернерката Бежовска уверува дека растот би бил умерен и дека нема простор за загриженост. Додека кај нас се чека да завршат изборите, последно чешката влада донесе одлука следните 2 месеци целосно да го укине ДДВ-то за струја и за газ. Хрватска пак ги замрзнува цените на одредени прехранбени производи, но и на горивата. Германија преку укинување на давачките за обновливи извори ќе им помага на домаќинствата да ги плаќаат сметките за струја. Албанија веќе прогласи вонредна состојба. Помош со пакет мерки вредни десетици милиони евра најави и Грција и други европски земји. А веќе од режија ни јавува дека имаме уште еден гледач на тема енергетска криза. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден. 120 секунди точно за вас. Повелете. Се јавувам од Кавадарци. Енергетска криза. Од кога се СДСМ на власт, стално народот страда. Онија подадија Евана. Да, ама нема потреба да се само некои такви партии да кажувате. Општо ваше размислување околу сето тоа? Па не требаше да продадат Евана, они си направија бизнис бомбона и сега, дали ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Ти направија бизнис бомбона, она само да кажа дека тоа е бизнис бомбона во парламентот, а сега ние сиромасите плаќаме скапа струја. Зошто е тоа така? Они гледат само да се збогатат, не ги интересира за сиромавиот, дали ќе страда, дали еве ја не сум ни социјалец, ни сечаец, ни ништо од нигде не зимам плата. Како јас сега вија терет ќе го поднесам зимото, струјата како ќе можам да ја платам ако се покачи дали 10 или 20, 30%. Како тоа ќе го поднесам јас? Тоа треба ли они да се замислат, од евија народ страда и да ги ублажат мерките уместо да се покачи, да се поевтине. Кажуваат еве у Германија што одат шофери, што возат таму, дека таму зејтинот бил многу поевтин, се е било поевтино. А тука се поскапо и поскапо, таму 3000 евра зимат, падат 2500, 3, зависи кој на какво работно место е. Тука 15.000, 18, 20,
и скапа струја да плачеме. Нели е тоа греота, нели е тоа срамота, каква влада е ова, без разлика кој да е на власт. Ја не викам сега вие вака. Така, уште 30 секунди, што би додале, еве, што предлагате? Вие ваков живот, ич не е убав. Ја не знам зошто они да се на наше место, дали би им биде убаво скапа струја да плачат, а да не се нигде на работа. Тоа малце да се замислат и после отику беле че губат и нема никогаш виќе да дојдат и дај Боже да не дојдат виќе на власт да изгубат и у затвор да одат се во. Не, тука ве исклучуваме, како рековме на самиот почеток, секогаш кога ќе сакате да го изложите вашиот став во црвена линија, не заборавајте, држате се до пристојниот говор без навреди и секако без помнување на имиња. А Тео има едно прекрасно име кој што да спомене, кој што ќе го паметиме од минатата година. Токму така, додека сме кај нашата подтема, исто при истражување и гуглање на нашата страница на Телма телевизија, се запознав со Денко Космонаутко, односно Денис Јанкуловски, најпозитивниот лик во 2020 година, омилени кај децата и кај возрастните. И сега прекарот Денко Космонаутко го доби поред скафандрот кој го носи, а приказната за човек од друга планета ја измисли за не ги плаши децата, а не ретко и возрастните, кој оди дома да земе бриз. Ете така мало подсетување дека и во време на пандемија ќе се појават личности кои што ќе го дележат токму позитивно времето. А ако немаме уште еден гледач, имаме секако. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден. Браво, браво. Ало, ве слушаме. Имате точно 120 секунди, повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Само да, ве слушаме. Само еден човек може да го реши овој проблем со кризата кај нас. Ајде. Еден човек, велам. Тој као специјалиста е за овие кризни ситуации во решавањето нивно. Велам специјалиста затоа што се докажа како тако. Порано кога имавме криза, ја извади земја, меѓутоа сега човеков не е во земјава, тука е проблемот. Владава тешко може да го реши тоа. Единствено, пак да видиме некако да го замолиме, да ни се врати овој човек, а тој не е далеко многу, сепак е близко, во Маđarска си е, Започна скринингот исто во училиштата, да не ја забораваме и под темата, во средните и основните училишта. Еве, дали може би имате став и на оваа тема, бидејќи се уште нели ковидот е присутен не само во Македонија, се разбира и во светот. За ковидот немам коментари. За скринингот на учениците. Пошто ја се кријам по градинки. Детска градинка во години сум и таму не доаѓа ковидот. И не доаѓа. Тоа би им препораче на другите гледачи. Имате уште 30 секунди, веќе 22, дали сакате уште нешто да додадете? Доволно ми се овие. Доволно ви се овие. Останете со програмата на Телма, благодарам што бевте дел од ова денешно издание на Црвена линија. Да видиме дали имаме уште еден гледач. Ако не, тогаш еве ќе ве потсетиме се што може да гледате на програмата на Телма вечерва. Жестока битка за Тетово се очекува во вториот изборен круг. Тетовчани треба да изберат меѓу Билал Касами и Теута Арифи. Кој кого ќе поддржи, каков пазар ќе направат партиите во вториот изборен круг за оваа општина. Вечерва во топ тема гостува Билал Касами, председател на Беса и кандидат за градоначалник на Тетово. Теута Арифи, кандидатка за градоначалник, од редовите на ДУИ, нема да гостува во емисијата со образложение дека има набиена агенда. Гледајте топ тема вечерва во 19:15. Талент, страст, визија и брзина. Viene applaudito da tutto lo stadio. Niente, praticamente perché abbiamo vinto una Copa del Re. Guarda, ma hanno classificato. ¡No! Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se van los problemas,
se va todo. En esos dos goles, en el primero con la mano y en el segundo gambeteando a todo, está toda la explicación de por qué se lo ama y que también se lo odia. Esta era mi salvación. Desde los 15, Diego apoyó a toda la familia. Genialec na futbalskiot teren. Kontroverzna figura nadvorodnego. Estaba enamorado de Claudia, pero tampoco era un santo. En el Napoli la droga estaba por todos lados. Najdobriot futbaler na svetot. Jednostavno, Diego Maradona. Dokumentaren film za futbalskata legenda. Večerva vo 22:40 na Telma. Тео, нима да го пропуштиме овој документарен филм Не, за ја Диего. како фудбалер можам комотно си наместам дома си гледам како мини кино. А ја секако му бев фан. Имаме простор секако да вклучиме уште еден гледач, доколку го има. Денешната тема е енергетската криза тропа на врата, а мерките за облажување на кризата се уште на стендбај. Меѓу другото ќе потсетиме дека од денес започна и скринингот на учениците во средните училишта и основните училишта, за тоа говоревме и во Црвена линија. Бидејќи останува уште кусо време и останува да ве потсетиме дека треба да бидеме сериозни, значи умерено со струјата, штедете, перете на ефтина струја, гответе на ефтина струја, а Тео ќе ве потсети уште нешто. Токму така штедете и немојте секој електричен апарат на еден проложен кабел. Немојте, знаете што ќе се случи, немојте. А секако станете со Телма, од мене и Тео. Довидување. Чао, чао.